Добар ден, вие гледате Аргумент. Добар ден и за мојата гостинка, председателката на Дом, пратеничка, Маја Морачанин. Добар ден. Добар ден. Веќе најавив во вестите, часовникот отчукува на Ковачевски, на владата. Излегувате во јуни, доколку вашите барања, имате неколку услови, не бидат исполнети. 3. Многу е тешко всушност да бидат исполнети сите овие услови. Изборен законник, ветинг, обновливи извори на енергија. Не, јас не би рекла дека е тешко. Што се работи? Ништо од ова не се работи, ниту па така има повидок за крај. Така е. Тоа е и нашата цел на барањата, она што го зборувавме и претходно, дека ние мора да бидеме многу повеќе фокусирани на реформите дома, и тоа се клучните теми кои што ги опфаќаме, што се за нас како Дом битни. Тоа е во првиот дел кај што е ветингот, борбата против корупцијата, вториот е она што е наш програмски приоритет, праведна транзиција кон обновливи извори на енергија, и ова што е прашањево за и обновливи избори исто така, не се само изворите. Прашањето што се однесува за промена на изборниот модел. Да. Добро, една изборна единица барате, барате и отворени листи. Велите дуи дека е проблем, сигурно само дуи е проблем. Не. Не се обложувате иницијатива за промена на изборниот модел со една изборна единица е веќе 6 години, мислам. Прво да подсетам, уште 2019 во собранието имаше една група пратеници, околу 18-тина, кои што исто поднесовме ваков предлог закон за промена на изборниот модел со една изборна единица. И тогаш тој предлог закон беше блокиран во собрание со илјадници амандмани од ВМРО ДПМН и од ДУИ. И воопшто не се отвори расправа по однос на тој предлог закон. Овој сега кој што сакаме ние да продолжи практично собраниската процедура, така е, неколку предлагачи сме исто од различни партии, го поднесовме пред 2 години, една година ништо не се случуваше, но минатата година на работното тело, значи матична комисија за политички систем, се отвори дискусија по однос на законот и сега понатаму треба да се проследи на пленарна седница. Значи до тука е собраниската постапка. Тоа е вашиот услов да оди на пленарна? Тоа што го велиме да продолжи собраниската процедура, да не се закочува дискусијата по однос на законот во собрание. Но не и да биде изгласен, така? Никој не може да предвиди како политичките партии и пратениците од различни политички партии ќе се изјаснат. Барањето е само на седница. Да продолжи на пленарна седница и сакаме да се отвори јавна дискусија, бидејќи така и се договоривме сите заеднички. Не само пратениците, и невладините и експертите. Така е, апсолутно, тоа е важно прашање за граѓаните. Добро, околу Арбер Адеми од Дуито излезе со 5% прак, и сега прашањето е зошто сметате дека малите партии нема да го достигнат тој прак на гласови? Затоа што е превисок прагот. Тогаш не се добри тие мали партии, не се доволно моćни, ако сте толку песимисти. Не е тоа песимистички, треба да сме реални во нашиот систем, како што е, со години наназад, праксата е дека се фаворизираат големите политички партии. И тоа ги јадат малите. 4 големи партии, бидејќи целиот изборен законник им оди во прилог. Повеќе ги фаворизира и во однос на финансирање на политички партии, во однос на кампањата, застапеност на медиуми, во однос на политички центри. Но Левица не беше таков пример. Така е, кај нив има ова што вие велите, значи, иако не се во таа група на 4 поголеми, имаат подем во однос на рейтингот и застапеност. Благодарејќи на што? Тоа не знам, тоа ќе прашате Левица, како тие го објаснуваат експертите, критичарите, висока поддршка од граѓаните. Да, на популизмот. Ние, и националистичките што тонови. Сме предлагачи во оваа група, тоа се етаблирани партии, значи, покрај Дом, тука и ЛДП, Демократскиот сојуз, од Турската партија, ВМРО Народна партија. Кој е против? Кој е против? Големите партии се против, бидејќи нив не им одговара оваа промена. Она што е нашиот впечаток е дека иако декларативно сите велат оти порано пак некои велеа дека сакаат мнозински систем, воопшто сосема контра нешто од овој
пропорционален со една изборна единица. Сега ставот со тек на време се смени, велат добро, една изборна единица, но кога ќе ви кажат пракот 5%, невозможно практично да е тоа достигнат. невозможно и едноставно како да ви кажале тоа е тоа, нема промена на Тоа и изборниот модел. СДСМ го вели? Не, СДСМ велат дека тие поддржуваат една изборна и ние уште 2020 година, кога договаравме нели, во владата учество, тоа беше едно од барањата на Дом за кое се договоривме, беше прифатено, дека ќе се смени изборниот модел со една изборна единица и тие декларативно тогаш рекоа да, она што сега го велат, поддржуваат и понатаму, но тие велат треба со консензус да се донесе изборниот законник. Сега идеално е ние сите закони да ги носиме со консензус, ама европска знаменца, можеби како и Бехтелиенка. Да, но гледаме дека тоа не се случува. И сега, ако бараме некој консензус од сите политички партии, а има политички партии пак кои имаат и различно барање за изборниот модел, тоа практично пак значи дека никогаш нема да се смени изборниот модел. Значи дуи не е. Но она што е важно, дуи декларативно предходно беа за пред неколку години спомнуваа 3 изборни единици, колку што се сеќавам, сега има исто кај нив разлика во мислењето. Јас сум оптимист, можеби еве И сите прагот некако ќе одат во правец на една изборна Прагот единица. можеби ќе го сменат. Бидејќи знаете што, важно е дека не само дека малите политички партии бараат промена на моделот. Сите истражувања на јавното мислење на оваа тема, многу се направија во изминатиот период, бидејќи темата е актуелна, покажуваат дека преку 50% од населението во Македонија се согласува за една изборна единица. Што значи граѓаните го препознаваат ова промена на изборниот модел дека ќе оди во нивна корист. Да. Нивен, да. Помалите партии да имаат поголеми шанси всушност И да не бидат само нивни помалите, представници. така е, затоа што сега што се случува, можете вие како политички субјект да освоите на ниво на држава 40.000 гласови, бидејќи тие се делат по 6 Се изборни распоредени, единици да. со донтовиот модел, да немате ниту еден пратеник во собрание. Што значи тоа? Дека тие граѓани кои поддржале некоја таква опција, која што има свој профил идеолошки вредности, Можеби е најдобрата идеја, практично која тие има- граѓани да. останале непредставени во собранието. И тоа е суштината зошто ние бараме една изборна единица. На тој начин повеќе различни групи граѓани во општеството ќе имаат свој представник во Особено собранието. маргинализираните, да не забораваме. Маргинализираните, апсолутно. И на тој начин практично ќе можат и нивните барања преку парламентот да се реализираат, што е во насока на демократизација на општеството. Добро, ајде следниот услов за останување во влада ви е ветинг. Кога велиме ветинг, мислиме се разбира на судиите, Правосудството, да, суди, а потоа и на обвинители. останатите Ние функционери. сме за, да, и политичарите да подлежат на... Кој е против? Кој е против ветингот, ако велите дуи е против Значи, изборните за единици ветингот или сите немам партии? никаква сега информација нова, бидејќи не само Дом и други политички партии кажува Инсистираат на јавно дека е потребно да се направи Реформирање. ветинг. Така Добро, е. реформирање. Ветинг што Така е, подразбирате? нека- Има различни, да, Има дефиниции различни, се на согласувам. ветинг. Се Добро? согласувам и ова е исто прашање кое заслужува сериозна дискусија, се Дебата. разбира вклученост на Обштествена експерти, дебата. апсолутно. Да. Бидејќи ваков пример досега имаше во Албанија. Искуствата од таму има и позитивни, но има и негативни, што значи треба навистина сериозно да Вистински се пристапи. модел да се Вистински најде. модел кој ќе ја постигне целта. Што е нашата цел? Нашата цел е да навистина да обезбедиме независен правосуден систем, Да. владење на правото и неселективна правда, се разбира, и ефикасна борба против корупцијата и организираниот криминал. И сега гледаме што се случува и ова барање ние уште на Конгресот во ноември го изнесовме, значи не е ништо ново, после долга внатрепартиска дебата како партиски приоритет што ќе биде во следниот период на функционирањето на Дом, беше токму тоа една од врвните теми да биде ефикасна борба против корупцијата и затоа рековме дека
во изминатиот период години, ние сите сме сведоци дека многу закони сменивме од областа на правосудството. Но Со клучните надеж не. и со идеја дека тоа ќе придонесе на вистина. Клучните не. Ме интересира дали разговаравте со премиерот Ковачевски зошто нема реформи во правосудниот систем. Испитување на потекло на имот. Апсолутно. Едно од најважните. Тоа ми беше зборот. Значи, што се клучните елементи овде според нас? Потеклото на имот, тоа е многу важен И елемент. ефикасноста И на... да, во работењето, ова што ни се случува, зошто Квалификуваноста. застаруваат некои предмети, Да. зошто некои предмети имаат вакви или такви пресуди, но тоа се разбира, треба стручни луѓе да го Разговаравте ли испитуваат. со премиерот? Да, разговаравме ние, пошто тоа Кој е беше нели проблемот? дел од реконструкцијата, не мислам дека тоа сега треба во Министерство за правда, бидејќи тоа е нивниот домен и бидејќи го раководи нели Алијанса за албанците, тие исто така Инсистираат на реформи. инсистираат и тоа Ветинг се спомнуваше исто во нивните изјави. Што Така значи што- тоа? Разговаравте ли Не, тогаш со министерот за правда? Конкретно не. Значи, Добро. затоа велам, конкретно ништо не се случува на ова поле, бидејќи сега фокусот се нели други работни групи и така натаму на други теми, но ние сметаме дека не може состојбата со правосудството, со корупцијата да се остава настрана, бидејќи е таа суштинска прво за граѓаните, за сите нас, а втора, ако веќе зборуваме и во контекст на евроинтеграциите, владење на правото е во нели темелите. Така што ние неминовно мора да преземаме сериозни чекори и она што беше исто наш предлог е дека доколку се договориме да се спроведува ваков начин на ветинг, да бидат вклучени во тој процес и експерти од меѓународната заедница, за да целиот процес има поголема доверба и да ги користиме експертизите кои што веќе постојат, нели, во Европската унија има јавно обвинителство и така натаму, има искуства кои што можеме да ги споделиме. Да. Новиот председател на судскиот совет денеска забрани всушност да излезат новинарите, камерите, беше наредено, но околу тоа прашање и други прашања одиме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во аргумент со Маја Морачанин, лидерка на Дом, пратеничка. Веќе ве прашав. Сашко Георгиев, новиот председател на Судски совет, забрани снимателите да продолжат да снимаат седницата. За ваква ли транспарентност се бори оваа држава? Така е, транспарентноста никако да ја научиме да ја практицираме, повеќе зборуваме за транспарентност, барем тоа е мојот впечаток, отколку што во реалноста ја практицираме. И не знам што е тоа што може да се скрие, бидејќи на крајот јавноста се ќе дознае, значи и ако има таква некоја идеја во било кој процес, невозможно е во денешно време практично вие да ги оставите граѓаните без информации, едно, а второ, транспарентноста е клучна не само за граѓаните да бидат информирани, бидејќи таа е клучна алатка токму во борбата против корупцијата. Колку е нешто потранспарентно, новинарите, граѓаните, граѓанските организации, други засегнати страни имаат увид во тоа што се случува, можат да вршат притисок врз политичарите, да бидат коректив, да се поднесуваат тужби до различни институции, а некогаш дури искуството покажува дека и самото објавување, бидејќи јавноста реагира, предизвикува промени за нешто што не било соодветно во јавен интерес. Така функционира една демократска држава. Така, тоа е суштината на транспарентност. Јавни треба да бидат сите седници, сушност во што е и во судството. собранието, јавна седница, значи тоа е од интерес на граѓаните. Така. Околу транспарентноста вие протестиравте и ој со Бехтел и Енкај, заради тоа и велите дека нема да ги поддржите новите закони оние кои се на сега ги во собрание. беа 8, сега се 5. Неколку причини се околу како забелешки, не е само транспарентноста, тоа е едно, затоа што процесот нешто не беше транспарентен, не беше ни инклузивен. Многу е важно, бидејќи овие закони што се предлагаат како измени, тоа се однесува на законот за градење, законот за урбанистичко планирање, законот за работни односи, за експроприација, значи тоа се многу широки теми и области од општествениот живот и да се спроведуваат за толку кусо време такви измени, без разлика која е целта,
тоа не е во ред. И мора да биде процесот не само транспарентен, туку и инклузивен. Треба да бидат вклучени експертите во тие измени на законите, треба да бидат вклучени граѓанските организации, практично ова за кое изборуваме цело време, и тогаш процесот ќе има поддршка и од јавноста. А кога не сте транспарентни, дури и кога е нешто можеби еве идеално, ако не го споделувате тоа со јавноста, јавноста со право веднаш има сомнеш дека нешто не е во ред. Да. И се разбира, имаме забелешки сега во овој случај и во однос на европското знаменце кое што се става на овие закони, бидејќи со европско знаменце треба да одат закони кои што значат усогласување, со европската регулатива, на нашата регулатива, со европското законодавство и стандарди, а тоа дефинитивно во содржината на овие законски решенија не е случај, токму затоа и делегацијата на Европската комисија протестираше, реагираше по тоа. И третата точка, да речам, од нашето мислење зашто не треба да се поддржат овие закони е практично суштината во овие законски измени, за која впрочем реагира и синдикатите во делот на Законот за работни односи, реагираше и комората, ни прати допис до собрание на пратениците, Комора на архитекти и инженери во однос на Законот за градење и урбанистичко планирање. Во суштина еве и нивниот коментар е она за кој јас и првиот пат зборував. Ние не може да го забрзаме процесот со прескакнување на некои постапки кои што треба да се направат. Да се скратат роковите, но не постапките да се прескокнуваат и да се заобиколуваат за некој процес да оди побрзо. Но уставните измени ќе ги гласате, тоа е зациментирано. Тоа е став на дом, ние тоа јавно сме го соопштиле. Да. Сега околу оваа тема која ја разбранува и регионот, но и во светски рамки е шокиран, потресен светот околу убиствата, особено убиството на младото дете, на неговите врсници, и лидерката на ЛДП излези, веројатно е единствена, Моника Зајкова, со идеја да биде забранет TikTok во Македонија. Некои се спротивставуваат, сметаат дека не е демократски, но TikTok е социјална мрежа која е прилично опасна за младата популација, со оние предизвици, и многу има жртви практично со тие предизвици. Што велите вие, да се забрани ли TikTok? Вака, значи, прво ќе кажам дека оваа тема е многу комплексна и дека и е потребен посериозен пристап, а не вака адхок после некоја ужасна трагедија и сега сите сакаме нели на брзина да најдеме некое решение. Но решенија мора да се наоѓаат. Решенија мора да се наоѓаат. Што велите вие? Многу одамна сум зборувала, на пример, за говорот на омраза, кој што е пак имаме многу време и затоа ве прашувам на социјалните мрежи и води кон насилство од омраза, значи регулација санкционирање нашиот кривичен законник препознава, но не се спроведува. Ние имаме случаи кај што има експлицитен говор на омраза, институциите не постапуваат, дали не го препознаваат, дали не сметаат дека е тоа некој приоритет. Но дали треба да се... Но треба. TikTok. Јас TikTok не ја познавам мрежата, не ја користам, значи не можам да кажам директно. Добро, но ги знаете случаите кои навистина се опасни. Но такви случаи имаше, еве да ве потсетам, и за јавна соба што беше на Телеграф. На Телеграф, да. Јас не верувам дека ако една мрежа биде забранета, дека со тоа ќе го решиме проблемот. Треба ние да се фокусираме на содржините и да се забранат такви содржини на сите мрежи, не само на една, и дополнително, што е за мене клучно, тоа е воспитно-образовниот процес, односно воспитниот дел во семејствата, во школите, на образование. Институциите не можат да се разбират дома да им влезат на луѓето и да им кажуваат на родителите. Она што ние како држава, како институции можеме, тоа е во овој дел. И уште еднаш само ќе ми дозволите да спомнам, ние некако зборуваме многу за тоа, но кога ќе треба да се направат реформи во образованието, тогаш се правиме за да остане истиот
систем како до сега, што апсолутно не одговара на новото време и на потребите на младите луѓе. Тука само да подсетам колку отпор има кон воведување сеопфатно сексуално образование, кое што исто така многу важно и за здравието и за менталното здравје, па ако сакате и во овој контекст на ненасилно решавање конфликти и така натаму. Добро. И секако во преземањето на вакви некои законски решенија да бидат вклучени младите, бидејќи мора да ги слушнеме нивните мислења. Се од нивното мислење мора да почне. Ви благодарам што бевте гостинка Маја Марачани. Ви благодарам на поканата. Ви благодарам што не гледавте. Пријатно.